Добро утро, Јувана, до тебе, до нашата екипа која што ја реализира денешната емисија и секако до гледачите. Се надевавме дека кога ќе пристигнеме овде на Зајчев рид нема да има магла, но веројатно ја забележувате зад мене, што значи дека доколку ја проверувате апликацијата Мој воздух, ќе забележите високи вредности и ова утро на аерозагадување. Често ја проверувавме и различни метео апликации деновиве надевајќи се на дожд, на ветер или пак снег, кои што ќе ни помогнат во намалување на аерозагадувањето, кој во текот на вчерашниот ден малку имавме ветер кој што ја расчисти маглата и видовме конечно сонце, но денеска повторно иста слика. Какво време не очекува во текот на денешниот ден и за време на празниците, тема на разговор со Јована Тасовска, дежурен синоптичар во управата за хидрометеоролошки работи. Јована, добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор. Добро утро, Кристина. Поздрав до гледачите. Изминативе денови, како што споменав, проверувавме метео апликации надевајќи се на сонце, надевајќи се на доштеве или снег кој што ќе го расчисти аерозагадувањето и видовме. Имаше показатели дека денеска е на пример сончево, но сонца не видовме со исклучок малку во текот на вчерашниот ден. Така, значи периодов имавме претежно време со појава на магла и ниска облачност, ама на повисоките места и на планините па имавме и сончеви периоди со повисоки температури за овој период од годината. Таквото време ќе продолжи и понатаму. Значи денес не очекува претпладне со појава на магла и ниска облачност, поделни котлини. Во текот на денот сончево со мала до умерена облачност, максималната температура ќе биде во интервал од 4 до 14 степени. Во Скопје денес магливо, кој во текот на денот маглата делумно ќе се расчисти и максималната температура ќе достигне до 4 степени. Какви температури ќе имаме и во деновите кои што следуваат? Можеме ли да се надеваме на оној дожд или снег кој што го споминавме како спас од аерозагадувањето? Така, значи до недела ќе се задржи претежно тивко време со појава на магла или ниска облачност по одделни котлини. Во текот на утрешниот ден веќе ќе имаме ветер од северозападен правец, поизразен вдолж поврдарието, кој ќе придонесе за намалување, делумно намалување на маглата по одделни котлини. Во понеделник предпладне се уште ќе имаме појава на магла, но во попладневните часови ќе имаме врнежи од дожд, а на планините од снег. И кога го споминавте снегот, коригирајте ме ако грешам, впечатокот е дека се помалку го имаме низ годиниве. И познавачите велат дека се ова е последица на промената на климата, на климатските промени. Ќе го имаме ли снегот? Можеме ли да се надеваме на снег оваа зима? Секако можеме да се надеваме, се уште трае зимата, не се исклучува можноста нели на продор на постудена воздушна маса која ќе донесе врнежи од снегови во периодот што следи. И зимите вообичаено нели се знак дека ќе биде студено и треба убаво да се облечеме. Ние топло се облековме, меѓутоа ни е претопло, бидејќи температурите се високи и сурови зими имаме се помалку. Така, да, се промени климата, се променија температурите, се одолговлечи појавувањето на снег, како што следува нели во зимскиот период. Така да тоа е се последица од глобалното затоплување и останатите промени. Се диша полесно на Зајчев рид? Малце од малце. Ви благодарам, Јована, за разговорот и информациите во Македонија наутро. Подсетуваме уште еднаш, Јована, концентрациите на PM10 и 2,5 честички се уште високи, па во тој контекст Институтот за јавно здравје и во текот на вчерашниот ден уште еднаш ги подсети препораките, кои што се однесуваат најмногу на ранливите категории на граѓани, но генерално и на сите нас доследно да ги почитуваме. Тоа значи дека треба да носиме маска доколку излегуваме од домот за заштита секако од аерозагадувањето, прочистувачи во домот вклучени доколку ги имате, помалку проветрување на просторијата секако се препорачува и она што повеќето градови индивидуално го носат како мерки, се издвојува битола. Меѓу мерките кои што битолчани ги имаат како бенефит овие денови е бесплатен превоз до ски центарот Нижеполе до петок, 3 пати во текот на денот. Воедно се спречуваат да влезат тешките товарни возила во градот, а Црвениот крст доставува храна до ранливите категории на граѓани. Во отсуство
на некакви активни мерки овде во главниот град, освен препораките од институциите за индивидуална заштита, останува личната одговорност, како впрочем и секогаш. Се грижиме сите за своето здравје, доколку сакаме поголем животен век, а статистиките за жал навестуваат дека само во Македонија околу 1500 луѓе секоја година го губат животот како последица на аерозагадувањето. Да, таа е реалноста која што ја живееме и ако добро се сеќаваш, ќе те навратам, лани во март и во април имавме снег. Она што го велиш колку работите се променети. Ја немам она зима на која што ние како деца сме научени. И може би ова сосема соодветно време, Јована, и да упатиме еве апел. Бадникарските огнови се актуелни. Вечерва верувам дека голем дел од граѓаните се подготвуваат и за ова, но подсетуваме дека години наназад токму и огновите се една од причините за зголемување на концентрациите на PM10 и 2,5 честички во воздухот. Тоа не значи дека ние како граѓани не треба да се собереме и да одбележиме, но добро би било да ги имаме можеби во помал број огновите, бидејќи се бориме веќе со еден акутен проблем. Така е убаво, да, што ме подсети и на истото, да упатиме апел и на крајот, да, се останува на нашата свест како граѓани за одговорно однесување.